Ние во нашата серија на предавања стигнавме до моментот на создавање на ново битие, на нов човек, на ново раѓањето. Веќе видовме од минатите предавања, пред се од минатите 2 месечини, дека стариот човек мора да умре. Нема друго решение за да се победи гревот. И оваа слика постојано се повторува во Библијата, како да Господ знаел дека оваа лекција, знаел секако дека е тешко да се научи. Тешко е да се умре, навистина. И затоа ја запишал повеќе пати и тоа опфаќајќи од повеќе агли и повеќе аспекти, за ништо да не остане недоречено, да кажем. Па да не се чудиме што сакал да каже ваму или што сакал да каже таму. Знаеме во Римјаните 6 глава, иако не е некој стих само прочитаме од таму, целата глава не зборува за тоа, за смртта на нашето јас, на нашето старо јас, стариот човек. Римјаните 7 глава ја офативме она на почетокот во првите 5, 6, 7 стиха, она илустрација со жената и двајцата мажи, кои што видовме дека жената сме ние, првиот маж е тој стар човек, тоа греовно тело, смртно тело, склоно кон зло, склоно кон грев, кое што е во брачна заедница со гревот и се едно тело и се нераздвоеви, и не може таквиот човек, таквата жена да поиде со другиот со голема буква Д, тоа е Исус, ако не умре предходно првиот маж, а бидејќи тој не умира, гревот се уште за жал е тука, мора да умре. Да умреме ние самите, да умреме за гревот, да умреме со Исуса Христа, да бидеме распнати на крстот заедно со Него и на тој начин и воскреснати заедно со Него во нов човек. Но не само во Новиот Завет имаме слика на оваа иста тема, пред се на тоа ново раѓање и нов почеток и нов живот и во Стариот Завет. Денес ќе зборуваме за еден од старозаветните, еден од церемонијалните празници, кој што е прекрасна слика токму за тој нов почеток, ново раѓање, нов живот. Знаете, сите вие кои што добре познавате Библијата и читате дека во Левитската книга, 3 Мојсиева, всушност 23 глава се наредени сите тие празници. Прво, во првите стихови е опишена седмичната сабота, а потоа следат пролетните, оние годишни саботи, така наречени, но пролетните, кои што паѓаат на пролет, на почетокот од годината. И еве ќе ги кажувам по датуми, затоа што е интересно, овие првите 4 пролетни се збиени тука некаде во распон од месец-два, сите се наоѓаат. Пасха на 14.1, на 15.1 бесквасни лебови, на 16.1 празникот на првина. После 7 седмици од првината што доаѓа? Празникот после 50 дена, 49, па 50 ден е 50-ница, да. И тоа се тие пролетни празници, а есенските се наоѓаат, значи, во 7-миот месец, сите во 7-миот месец, и тие некако се збиени во неколку дена, на 1.7, значи 7-ми месец, празникот на трубите, на 10.7 Јом Кипур, денот на помирувањето, и на 15.7 од тука почнува всушност, цели 7 дена, денот на сеници. Празникот сеници, всушност. И сите овие празници се тип, сенка, предзнак, символ за настани кои што ќе се случуваат во иднина. Пасхата, дел од нив, нели, се исполниле, го доживеале своето исполнување. Знаеме дека Пасхата е предслика за Христовата смрт на крстот. Потоа бесквасници, празникот бесквасници. Жал за таа Христова смрт, но и слика за отстранување на гревот, следејќи го токму неговото искуство, како што нели изборувавме. Христос распнат, ние распнати со Него,
иако жал по него, меѓутоа влегуваме во едно ново искуство следејќи го неговото. Умираме за самите себе. Но подосна тоа ќе го видиме, првин само да ја нафрлам оваа символика. Првина, празникот првина, значи принесувањето на првиот јачменов сноп, го представува Христовото воскресение. Педесетницата знаеме сите излевање на Светиот Дух. И сите овие, како што кажав, се случуваат во првиот дел од таа церемонијална година, тесно распоредени, и нивното исполнување е сместено во првиот дел од така наречената христијанска ера. И тие веќе се исполнети. Но потоа празникот на трубите укажувал на почетокот на судот, на еден сериозен настан. Јом Кипур, самиот суд, знаеме, крајот на 2300 денови и ноки, всушност се поклопува со почетокот на судот или почетокот на чистењето на светилиштето или до 144-та, и празникот Сеници, кој што единствениот, кој што не е исполнет, можеме да кажеме и предходниот, затоа што живееме се уште во времето на судот, спасението на светите го представува. И овие три есенски празници се сместени во вториот дел од годината и укажуваат на настани кои што ќе се одигруваат на крајот на времето, логички според тоа како се поставени. Меѓутоа, овие сите церемонијални празници или годишни саботи, така наречени, не се само сенка или преслика за идни настани, специфични настани, туку и треба и мора да се земат и како една слика за едно христијанско искуство мое или лично на секој од нас. И тоа баш онака по редослед како што се поставени. Ние, како што кажав, во нашето проучување стигнавме до новото раѓање, до создавањето на тој нов човек, и токму овде ќе ни се вклопи Пасхата, за која што ќе зборуваме денес, затоа што таа е слика, символ, презнак на новото раѓање. Еве еден цитат од Патриарси и пророци. Празникот Пасха требало да биде и спомен, и символ, не само да подсетува на ослободувањето од Египет, туку и однапред да укажува на големото ослободување што ќе го изврши Христос, ослободувајќи го што својот народ од јаремот на гревот, како што беше и поречено во Матеј 1 глава. Ќе се роди од жена, ќе му се даде името Исус, затоа што ќе го спаси својот народ од гревот. Кога е моментот кога ние се ослободуваме од гревот, според она што го зборуваме? Веќе го нагласив тоа претходно. Значи, кога умира тој стар човек. И тогаш, кога жената, односно ние, влегуваме во сојуз, заедница со вториот маж, кој што е Исус Христос. Тука се раѓа новиот човек. Тука почнува новиот живот. Тука е ослободувањето од гревот. Влегувате од еден живот на робство, преминувате во живот на слобода, живот на праведност, кога сте исполнители на законот, односно Господ преку вас. Па да видиме кои духовни лекции ги крие токму Пасхата како символ, значи презнак на тоа ново раѓање, нов живот. Веќе спомнавме од претходните предавања дека периодот на робството на израелците во Египет одговара токму на искуството на робството во гревот од нашиот христијански живот. И сега ќе го разгледаме избавувањето, значи преминување во тој нов живот. Да отвориме во Излез 2 Мојсеева, 12 глава, 1 и 2 стих, првите два стиха. Излез 12 глава, 1 и 2 стих. Господ им рече на Мојсија и Аарона во египетската земја: овој месец, значи се уште се таму, во земјата на робството, и вели, овој месец нека ви биде почеток на месеците. Кој месец? Првиот, значи, Нисан или Авив, како се вика. Нека ви биде прв месец во годината.
И не само тоа, Господ сакал да им каже, ова ќе биде за вас еден нов почеток. Почеток на еден нов живот. Ќе излезете од земјата на робството во еден нов живот. И кога читаме понатаму, од 3 стих, можда и не мора се да читаме, меѓутоа овде, 3 стих вели, објавете го ова на целата израелска заедница на 10-тиот ден на овој месец, значи 10-ти. Секое семејство нека си набави едно живенче, така едно на семејство. И добро, ако семејството е помало, ако е посиромашно, па заедно да се здружат, заедно да земат, така натаму. Живенчето нека биде 5 стих без недостаток, годиначе и машко, можете да изберете или јагне или јаревели. И чувајте го до 14-тиот ден на овој месец, а тогаш нека целата израелска заедница го заколе кој ќе се спушти примракот. Значи на почетокот на 14-тиот ден. Нека ја земе крвта и нека ги попрска двата довратници и надвратникот на куќата во која ќе јадат. Нека ја земат, значи семејството. Месото печено на оган нека биде изедено во истата ноќ со бесквасен леп и горчливо зеле. Да не јадете ништо сурово од него, ниту сварено во вода, туку испечено на оган. Со главата, со нозете, со внатрешноста, комплет. Не смее ништо да оставите, не смеете да оставите ништо од него за утреден, што и да остане до утрото треба да се изгори во оган. Значи, многу точни инструкции и како да јадат, со препашена половина, со обувки на нозете, со стап во раката, значи спремни за одење. Јадете го на брзина, тоа е Господова Пасха. И имено во таа ноќ јас ќе тргнам, им кажува што ќе случи, што ќе направи Господ низ египетската земја и ќе ги погубам сите првороденци во египетската земја и на човекот и на животното. Јас, Господ, ќе ги казнам и сите египетски божества. Крвта нека ги означува куќите во кои ќе бидете вие, каде иде забележам крв, ќе поминам покрај вас, така вие ќе го избегнете поморот која ќе се нафрлам врз египетската земја. Тој ден нека ви биде спомен ден, славете го како празник во чест на Господа, празнувате го како вечен закон од колено до колено. Че го има јагнето, кој што символизира Исус, бесквасниот леп, што е символ? Најме дека, место Пасха ние имаме света причеста еднаш во 3 месеци. Со тој бесквасен леп, очистувањето од гревот. Значи, неприсуство, отсуство на грев, горчливото зеле, подсетник на нивното горко искуство, доека биле во робството. И како што вели Павле во Коринќаните, 1 Коринќаните 5 глава, 7 и 8 стих, очистете те од стариот квас, за да бидете ново тесто. Нов живот. Нов човек, ново тесто, каде што ќе нема квас, како што сте бесквасни, вели. Бесквасни, квасот како символ на гревот, бесквасни, без грев, зашто и Христос, нашето пасхално јагне, беше жртвувано за нас. Затоа треба да празнуваме не со стариот квас, ниту со квасот на злобата и лукавството, туку со бесквасниот леп на искреност и вистина. Ќе видите дека низ ова проучување повторно провејува онаа мисла, ако се сеќавате минатиот пат спомнавме, што е тоа што умира со стариот човек, што е тоа што не треба да постои повеќе. Тоа е злоба, лукавство, сето она што доаѓа од злобното срце, љубомора, завист, гордост, блудство, зли мисли, сето тоа треба да умре и да го нема. А се уште останува она пониска природа кај човекот, она што Господ ни го дал природно, чувствата, страстите, апетитот, меѓутоа преку кој што ѓаволот исто така може да не куша, но кој што треба се држат под контрола. Тоа е дел од таа жена, жената е тука, се уште, алудирајќи на илустрацијата од 7 глава Римјаните. Значи, очистувајќи се од злобата и лукавството и да бидеме со бесквасниот леп на искреност и вистина. Плодовите на духот, плодовите на новиот живот. И веќе спомнавме на него, читам овој цитат од Елен Вајд, каде што јагнето требало да се јаде со горко зеле, кој што укажувало на тоа горчливо робување во Египет.
И вели со законот за празникот Пасха, што евреите строго го почитувале, изрично било забрането за време на празникот во нивните куќи да се најде кисело тесто. Соодветно на тоа и квасецот на гревот мора да биде отстранет од срцата на сите што сакаат од Христа да примат живот и духовна храна. И вели, пред да добијат слобода, затоа што се уште нели се тука, во Египет, проробените морале да покажат вера во големото ослободување, кое само што не настапило. Како покажале вера? Со тоа што им било кажано да ги намачкаат до вратниците и надвратникот со крвта од јагнето. Символизирајќи го повторно крстот, жртвата Христова. Значи, со вера, гледајќи на жртвата која што ќе биде принесена, да се одвојат, дури вели овде, морале се одвојат од египтјаните и да се соберат во своите станови. Сето тоа требало, значи, точно и прецизно да се... Ништо од тоа не требало да фали, затоа што вели, сите што би пропуштиле да ги послушаат господовите упатства, барем едно од тие, би ги загубиле своите првенци од раката на ангелот извршител. Сега, со вера на Христовиот крст, гледајќи на Христовиот крст, ние, драги браќи и сестри, се згрозуваме од гревот. Гревот треба да ни стане прекумерно грешен, како што велеше Павле во 7 глава Римејаните. И да сватиме дека без таа смрт, се друго, без таа смрт на јагнето Божие, се друго не би било можно. Но не само тоа, туку треба и ние да се вклучиме во тоа, прифаќајќи ја таа жртва, како што спомнавме, со вера. Тие се уште во земјата на гревот, а Господ веќе обезбедува начин за излез за нив. Тоа е нашиот Бог. Исто како и во животите на секој од нас. Кога не повика Господ, кога обезбеди излез? Уште додека бевме во греот. Римјаните 5 глава Павле вели дека го даде својот син и Исус Христос, кој што го предаде својот живот за нас додека уште бевме грешници. Овде го гледаме, во сликата на Паската, преку Паската. Значи, како што сестра Елен Вајт ќе каже во патот кон Христа, која ќе ја увидите својата грешност, не чекайте да се поправите. Колку има такви кои мислат дека не се доволно добри за да дојдат кај Христа. Не. Господ вели, дојдете такви какви што сте, затоа што етиопјанецот може ли да ја смени својата кожа? И леопардот своите шари? Че таа стара наша природа. Ние не можеме ништо со неа, без Божја помош. Може да правите добро кога сте научили да правите зло? Не. Нам може да ни помогне само Бог, ние не треба да чекаме поцврсто осведочување или подобри прилики или посвет карактер. Ние сами не можеме ништо да сториме, мораме да дојдеме кај Христа такви какви што сме. И еве го гледаме, патот за излез, подготвен уште доека тие се во Египет, во робството. И сега две работи кои што се битни, кои што би сакал да ги нагласам во остатокот од времето, пред да ја напуштат земјата на робството, тие, а во нашиот живот, земјата на робството од гревот, односно робството од гревот, во искуството нивно, но и наше, треба да се случат две нешта. Прво, оно што веќе го неколку пати го истакнуваме, робовладетелот мора да умре. Мора да го снема. Како Господ го направил тоа во Египет? Знаеме дека не се алудира, окей, можеме да го земеме фараонот тука, меѓутоа и самото царство во Египет. Се започнало со смртта на првородените. Затоа што, знаете, ако ги уништите првородените на една нација, вие сте уништили и нината на таа нација. И може да се каже дека веќе робовладетелот умрел, за да сето тоа нели се заврши и оконча на крајот со лично со смрт на фараонот, па и целата негова војска, знаеме, во Црвеното море, кога биле издавени. И сето ова го прави лично Бог, самиот тој, без ништо да направи човечка рака. Тоа е едно, прво, значи, робовладетелот мора да умре.
Мора да го снема гревот. А второ, стариот човек умира, но сега треба и да земе учество во новиот човек и новиот живот всушност. Тоа се постигнува и тоа е отсликано преку Пасхата, преку јадењето на пасхалното јагне. Што вели Елен Вајт. Месото морале да го изедат и вели за да ни бидат простени гревовите. Не е доволно само да веруваме во Христа, туку преку Него и Неговото Слово треба постојано да приеме духовна храна и сила. Христос рекол, знаеме во Јован 6 глава, ако не го јадете телото на Синот човечки и не ја пиете Неговата крв, неки имате живот во себе. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има живот вечен. Символично преку земањето на тоа јагне, земаат учество во новиот живот. Така и ние преку Словото, примајќи го Христа во срцето, вклучувајќи ја таа нова заедница со Него, земаме учество во таа божествена природа и во тој нов живот. И нормално потоа автентично на тој нов живот е тоа што човекот постапува и ги почитува сите одредби на законот, сите совети кои што дајаат од Божјата уста и живее според секое слово што доаѓа од Божјата уста. И дури после сето ова, значи, умирање на робовладетелот треба се случи и влегување во тој нов живот, дури после тоа, во Излез, 12 глава, 31 стих, значи 2 Мојсеева 12 глава, 31 стих, ќе се слушнат зборовите на фараонот, кој што ги повикува во ноќта, значи после, откако умреле првородените во Египет, ги повикува во ноќта Мојсија и Арона, па им вели, што им вели? Станете и заминете од мојот народ и вие и вашите израелци, одете си и искажете му почитување на Господа, како што баравте. Откако ќе умре робовладетелот, откако ќе навлезете во тој нов живот, ќе земете учество во новиот живот, тогаш почнува служењето на Господа. Но, значи, не е доволно само да умре робовладетелот, туку што е тоа што значи почеток на нов живот? Може ли новиот живот да почне без Светиот Дух? Не може. Она предупредување мора да го спомнам во Матеј 12 глава, 43 до 45 стих, знаете она парабола, кога нечистиот дух излегува од човекот и минува низ безводни места, барајќи одмор, не го наоѓа. Значи, куќата е исчистена, умрел робовладетелот, но останува празна, не може вакуум да постои, не може празнина. Мора веднаш да се исполни со Духот Свети. Инаку што се случува? Ке дојде, ке се врати назад, кога ќе види дека куќата е празна и чиста, никој тука не живее и има право да си влезе и вели доаѓа со 7 други духови. Ова состава, вика, станува полоша од онаа првата. Чи многу е битен и овој втор дел, кој што често пати го нагласува Библијата. Еве во Езекијел 11 глава. Езекијел 11 глава, 19 и 20 стих. Ова го има и во Езекијел 36. И јас ќе им дадам ново срце и ќе вдахнам нов дух во нив. Значи, ќе го откорнам од нив нивното камено срце. Стариот човек, тој телесен ум, и ќе ставам во нив срце од месо, за да одат по новите наредби. Внимавајте каков е речникот. Исто слично е во Езекијел 36. Ќе им ставам ново срце, ќе го изведам, нели старото, ќе ставам ново срце, за да одат по моите наредби. Не е можно, што рековме минатиот пат, 8 глава, Римјаните 7 стих. Тоа телесно срце, тој телесен ум, не може да го држи законот, тоа е невозможно. Мора да се случи умирање на тој стар човек, почеток на нов живот, ново срце, и за да одат, тогаш дури можат да одат, можат да живеат по моите наредби и да ги чуваат и да ги вршат сите мои закони. И ти ќе бидат мој народ, а јас нивни Бог.
За жал, израелците го прифатиле крстот, нели, ознаката со крвта на вратите. Но ова било само почеток. И ова, и во нашето христијанско искуство, нановото раѓање е само почеток на нашето патешествие, нашето одење, нашето патување кон Ханан, како и што било случај кај нив. Се соочувале со голем проблем. Во Петоците читаме и ги проучуваме баш тие глави во пустината и доека биле во пустината, што се случувало. Што е она што е впечатливо и највеќе забележливо кај израелците цело време? Господ обезбедил излез од земјата на робството. Но што се случува тие 40 години? Да, неверието е пред се, впечатливо, меѓутоа робта незадоволни, постојано нешто се незадоволни, постојано нешто им фали. Од каде потекнува тоа? Зошто е тоа? Затоа што тие излегли од земјата на робството, ама Египет им останал во срцата. Во срцето уште им бил рабовладетелот и тие и понатаму биле робови. Иако излегли од Египет. И токму затоа сето тоа незадоволство. Доека сте во пустината. Ако сте наново родени, ако сте го живеете тој нов живот, пустината ќе биде благослов за вас. Ќе го сваќате тоа како така. Сите тие неволи, сеќавате, вчера го читавме, па и вечер брат Зора направил можност да не поведе низ утринските стихови, сега кога сме кај утринските, ќе го чита тој текст, верувам, кај што се кажува дека, Елен Вајт убаво кажува дека неволите, страдањата и искушенијата мора да нас најдат во нашиот живот. Меѓутоа, мора да гледаме на нив како на благослов, затоа што Господ, сето она што може би светот ни го ускратил, така мислиме, Господ, кој знае колку пати повеќе ќе не благослови, ќе ни истори благослови. Мораме да сваќаме и такви работи во нашиот живот како благослов, но тоа новиот ум така го размислува. Меѓутоа, стариот човек со стариот ум, сите тие потешкоти ги гледа како пречка и тоа предизвикува кај него незадоволство, нервоза, непријатности и така натаму и така натаму. Значи, не само формално, туку вистински треба да се прифати Христос, да го земеме крстот и да го следиме. И на крајот ќе завршам со овие стихови од Павле, исто така во 1 Коринќаните 10, од 1 до 11. Ке видиме повторно проверува онаа мисла, како треба да раскрстиме со оние зли дела, зли склоности на стариот човек и да влеземе во новиот живот. 1 Коринќаните 10 глава од 1 до 11. Не сакам да ви остане непознато, браќа, дека сите наши татковци беа под облакот и сите минаа низ морето. Значи Павле не навраќа повторно на тоа искуство на Израел, низ пустината. И сите се крстија во Мојсија во облакот и во морето, и сите јадеа иста духовна храна, и сите пиеа иста духовна напивка, зашто пиеа од духовната стена која ги следеше, а таа стена, таа карпа беше Христос. Но нешто фалеше сепак. Но Бог не најде благоволение во нив и за жал беа погубени во пустината цела една генерација. Зошто? Сето ова е запишено, вели, тие нешта станаа примери за нас, за да немаме зли желби, како што ги имаат тие. Видите каде не насочува Павле. Зли желби има само злото срце, стариот човек. Не може зла желба да се јави кај новото срце, во новото срце, во новиот ум. Рековме минатиот пат, да, поради тие чувства, кои што ни ги вградил Господ, желби, апетит, да, ѓаволот тука не куша и ако не ги ставиме со Божја помош под контрола, може чувствата да отидат на една страна и на друга страна, меѓутоа тука нема зло, тука не може да има зло. Може некој пат и ќе се изнервирате, не знам, ќе ве повреди некој, па не можете да го истрпите тоа или, ама нема зло, не смее да има зло. Не може да има зло во новото срце. Значи, вели ова беше за пример за нас, за да немаме зли желби, да нема квас, нема веќе квас. Вие сте бесквасни. Како што тие ги има. Значи, еве, покрај тоа што излегува физичко од земјата на робството, сепак се уште беа робови. И затоа не влегува во Ханан.
И не бидете идолопоклоници како некој од нив, како што е пишено, народот седна да јаде и пие и потоа стана да игра. Не може човек наново роден да биде идолопоклоник, да му служи на друг бог. Кој да е, тоа може да биде самиот тој, знаете. Најчесто си служиме на самите себе, меѓутоа наново родениот човек, тоа е непознато за него. Зборувавме од целата поука. Како тоа треба да бидеме слуги, да не се бориме за први позиции. И ако веќе Господ не поставил на некоја повисока позиција, тоа уште повеќе треба да биде причина за служење, а не за владење, како што тоа го гледаме во светот. Ниту блудствувајте, како што блудствува некој од нив и во еден ден паднаа 23.000. Нема блуд. Тоа е непознато кај новиот човек во новото срце. Ниту да го искушуваме Господа како што го искушуваа некој од нив и загинаа од змии. Ете зашто им се случуваа сите тие работи. Заради непрепороденото срце. Заради тоа што беа се уште робови. Ниту роптајте како што роптаа некој од нив и загинаа од истребителот. Нема такво нешто. Роптање, незадоволство. Леле бе Господе, зашто ова ме снаоѓа, зашто па јас сум ти верен и така натаму. Може да се прашувате. Ама тоа не смее да премине да ја премине онаа црта, да премине во грев. А сето тоа им се случи за пример и е напишано за поука нам, врз кои дојдоа краевите на времињата. Ние, како генерација, знаеме дека живееме во последното време. Оно што највеќе ни е потребно е мир, спокојство на душата во овие времења, какви што ги живееме, а тоа е можно само ако го победиме гревот, ако сме победници, ако имаме тесна заедница со Господа. Живееме во последно време и тоа ќе одлучи нашата конечна судбина, ништо друго. Не ковид, не вакцина за ковид или било што. Повторно ти кажам, најстрашниот вирус од кој што се инфицирани 100% од жителите на оваа земја и кој што со сигурност завршува во смрт, ако не ја примите вакцината од крстот, така да кажам, тоа е гревот. Тоа е нашата најголема и најтешка битка. И тука треба да го насочиме целото наше внимание, затоа што пак ќе кажам, јас чинам, така барем мене ми изгледа дека сите овие настани и настаните што ќе доаѓаат пред се за да го одвлече вниманието, за да натераат страв, за да не збунат. Погледнете само какви информации добиваме. Јас мислам им еден куп прашалници. Ама не може преку ноќ од 100 заразени на 500 па на 700. Не може. Ја не верувам. Ја отворено тука сум кажал многу пати. Па затоа што сега не може да има трети, четврти бран, не знам што знаете. Еден куп работи беа против науката и се уште се. Ама нема, па сега сој ваков, сој таков, знаете, да се држи тензија, да се држи страв и да паднете во некоја ситуација, да ѓаволот ви ги одврати мислите од онаа вистинска борба. Немојте да дозволувате. На крајот на криштата го имаме семоќниот Бог на наша страна. Од што има да се плашиме? Па ако сега Господ решил да го оконча мојот живот, молам. Ако до тука било, што? Нормално, не повикувам и не велам дека треба сега да бидеме, знаете, некакви мерки, ништо да не пазиме, ништо да не внимаваме. Не, Господ не е таков. Како прво, од каде доаѓа карантинот? Како идеја правим? Па од Господа, нормално. Го наоѓаме во Библијата. Да. Но, да се поучиме пред се од грешките на Израел, да го прифатиме патот кој што Господ Бог го отворил за нас преку жртвата на крстот и да одиме сигурни како победници кон Ханан. Знаете, ние може би сме се уште далеко од Ханан, никој не знае, временски. Меѓутоа да не бидеме далеко од Ханан во нашето христијанско искуство. Тоа е она што ќе одлучи. Знаете, ако денес сте спремни, вие утре ќе бидете спремни. Ми доаѓа сега на мисли оној цитат од Елен Вајт и не задржувам повеќе. Вели, секој ден треба да го живееме како да ни е последен. Епа, ако е така, тогаш ние постојано треба да бидеме спремни.
А спремноста зависи од тоа дали го живееме тој нов живот, дали сме раскрстили со стариот човек, дали сме го умртвиле, дали умрело тоа наше старо јас. Се зависи од тоа. Тоа е најважното прашање. Затоа јас можеби некојаш ќе ви издосадам со некои вакви теми, ама веруете, тоа е најбитното за мене. Изградбата на карактерот. Ништо друго не е побитно. Да, се е битно во Библијата. Мислам, и Звер 1, и Звер 2. Ама ако ги знаете и Зверот 1, и Зверот 2, ама овој Звер не сте го совладале во себе, џаве е. Се е битно, и пророштво, и се. Не ме погрешно разбирате, меѓутоа најбитен е карактерот. И затоа и тука јас се насочувам највеќе и простите ми ако може би ќе ви издосадам некојаш, меѓутоа с краја нека е Божјата катедра овде, Божјата реч е за да се охрабриме, за да се поучиме и не дај Боже да ни стане досадна, да ни стане, знаете, пак сега да се навратим на израелците, маната, мана секој ден, мана. И што им се? Им се згади еден ден од маната. Еви месо. Веќе тоа знаеме. Сето тоа е за наша поука. Нека Господ не води и понатаму од вера во вера, од слава во слава, од победа во победа. Нека му е слава нему. Амин. Боже и Господе, Ти благодариме за се што си направил за нас и што се уште правиш. И не верувам дека ќе го земеш за зло ова, напротив, што службите ни траат и по 3 часа во време кога има мерки за скратување на самите служби, затоа што тоа ние не го правиме во пркос или одинајет или не знам што, туку затоа што имаме целосна довера во Тебе, Господи, и имаме огромна желба да Те прославиме, посебно во овие тешки времења, во кои што живееме и тешки под наводници за некого од нас, можеби затоа што се уште тешко не сме виделе. Но Господи, Ти си секојаш со нас, Ти тоа си го ветил, имавме прекрасна поука денеска. Ти си оној кој што го прати својот Син, Исус Христос, да го напушти небото. И таа величественост, да се симне да стане како еден од нас и да ни слугува, да ни служи се со единствена цел, да не научи како и да не спаси од греот. Господи, тоа е нашиот најголем непријател, нормално, со ѓаволот кој што не куша и сета негова зла војска, но Ти имаме Тебе на своја страна и со Тебе можеме. Води не, Господи, во овој свет саботен ден, изли ги Твоите обилни благослови, да го почувствуваме небото овде на земјата. Да Ти почувствуваме Тебе, Господи, во наша близина, Твојот мил карактер, Твојата желба да не спасиш, Твојата огромна љубов, да Те почувствуваме близко, Господи. И водени во остатокот на овој свет саботен ден и соберени повторно на вечерната служба, да повторно Те прославиме, Господи, како што си достоен за сета слава и фала. Ти благодариме за се. Ти благодариме за спасението што го обезбеди преку Твојот Син. Во Негово име Те помоливме и Ти благодариме уште еднаш од длабината на нашите срца. Амин.